Почитувани гледачи, добар ден. Еве неповторно во емисијата Секој е добро. И овој пат ќе направиме обид да допреме до некој од тајните на духовноста, на оној сегмент од нашата личност што е многу битен за она како ние се однесуваме, какви сме и кон што стремиме. За жал деновиве, подолг период, се почесто се сретнуваме со една статистика која говори дека многу од популацијата страда од депресија. Всушност, секој од нас го слуша тој термин во секојдневните говори за себе, за своите блиски. Но алармот изгледа веќе задзвони, така што и специјалистите, и психијатрите, и психолозите, но и духовниците веќе разговараат на оваа тема. Неодамна имаше такви некои средби и кај нас, но и покрај сите дефиниции што постојат и покрај сите причини што се познати околу корените на депресијата, денес и научниците и духовниците воедно се согласуваат дека голем дел од депресиите својот корен го имаат во духовната сфера. И токму затоа ние денеска ќе разговараме со отец Ивица. Добар ден. Добар ден. Пред да го почнеме нашиот разговор, дозволете да прочитам еден дел од току-што излезената книга Униние и депресија на психотерапевтот од Русија, кој е исто и православен теолог, христијанин, доктор Дмитрий Александрович Авдеев. Значи, книгата се вика Униние и депресија, сличности, разлики и лекување. Нормално, пред да почнеме да дискутираме со овие работи, да видиме како да се подсетиме всушност што е најкарактеристично за депресијата. Депресијата е опаднато лошо и безживотно расположение придружено од апатичност, слабост, умор и песимистичка оцена на она што се случува. Ова страдање му е познато на човештвото од памтивек, од времето на паѓањето во гревот. Уште Хипократ опишувал слична психичка состојба која се нарекувала меланхолија. Во Светото писмо, на страниците на Стариот Завет, повеќе пати се спомнуваат пројави на депресија. Доволно е да се сетиме на царот Саул, например, кому олеснување од тагата му носеле Давидовите псалми. Современото поимање на депресијата како болест почнува од средината на 19 век. Инаку, може тука и да се објасни зборот униние. Ако сакате, оче да ни го објасните овој збор, па потоа ќе Така, мислам, навистина денеска продолжиме. Имаме една прекрасна тема и тема која е навистина актуелна. Актуелна во тој контекст што и луѓето кои што се занимаваат со психијатрија, психологија, па и ние, духовниците, свештениците, скоро секојдневно се соочуваме со овој проблем, со проблем на депресија кај еден огромен процент на луѓе, при што морам да го потенцирам и тој момент дека границата, како што и Авдеев го приметил тоа и го запиша во својата книга, границата на депресијата е толку спуштена што веќе и деца од 13-14 години се соочуваат со тој проблем. Навистина, како депресијата да се претвара во една пандемија. Сега ние често говориме за свински грип, за ова птичи грип и така натаму, но мислам дека оваа епидемија или пандемија на епидемијата, ова на депресијата е можеби многу поопасна од сите овие нешта, затоа што го разорува она највнатрешното, она најсуштинското кај човекот, а тоа е неговата личност и неговата душа. И во тој контекст, кога говориме за депресија, ние исто така во рамките на православната христијанска теологија го користиме и црквено-словенскиот термин униние, што значи потиштеност, отсуство на сила, отсуство на бодрост и отсуство на мотив. Значи, влегување во една состојба на безсмисленост, кога буквално и нашата личност, односно нашиот идентитет, нашата најдлабоко внатрешна состојба или нашиот дух, аналогно на тоа и нашата душа и нашето тело, паѓаат во состојба на немање што да правиш сам со себе си. Односно, немаш своја смисла. И немајќи своја смисла, ти не ги активираш, не ги потикнуваш твоите
енергии, внатрешни дејности, така натаму, и започнува тогаш и во духот, и во душата, и во телото да се создава една, па буквално може да кажам, поплава на едно таговно, безживотно чувство кое го умира човекот од внатре, го фрла во една состојба на тотална потиснатост. И самиот збор депресија тоа и значи потиснатост. Така. Значи, тоа би било униние во еден духовен контекст, при што кога се говори за депресија во еден контекст на медицина, може да се каже дека причината за депресијата е понекогаш и самата генетска или биолошка основа на човекот. Значи, она што сме го добили од предходните генерации. Да, она што е да кажеме прашање на медицината, на психијатријата и психолозите, може би сега малку да го оставиме настрана, да видиме кои се корените во кај оние депресии кои потекнуваат од духовниот свет. Од оној, нели, ако човекот е физичко, психичко и духовно битие, ајде помогнете ни да ги осознаеме тие корени. Според она што нам, јас тоа многу често го говорам, но тоа не е нашиот репер, тоа не е нашиот критериум, според она што нам ни е откриено од нашиот Творец и запишено во Светото писмо и она што светите Божји луѓе тоа го преживеле во себе си, нам ни е откриено дека состојбата на опаднатост, состојбата на дезинтегрираност, разбиеност во нашето битие започнува од моментот на нашето отпаѓање од нашиот Творец, односно од таа состојба на постоење што тој ни ја промислил за нас луѓето. Ние сме отпаднале од таа состојба на постоење, од таа состојба на хармонија, на единство, на живот, на полнота. Отпаѓајќи од таа состојба на постоење, причината за таа отпаднатост ја знаеме, во Светото писмо тоа опишано, во моментот кога нашите прародители се инфицирале со злото. Но што е зло? Што многу битно тоа и за гледачите. Кога ние го употребуваме зборот зло, под зборот зло, под тој термин подразбираме една состојба на постоење, на екзистенција, која е сосем спротивна на онаа состојба за која сме создадени во самиот Творец. И злото, внимавајте, злото како состојба е сочинета од ланец на состојби. Значи, злото како една генерална состојба е сочинета од ланец на или синџир на состојби. Значи, првиот, основниот синџир или почеток на злото е состојбата на завидливост. Така. Значи, гледате, еден огромен процент од луѓето кои паѓаат во депресија, како последица на неостварени своји желби или на неостварени своји цели. Всушност може да се работи за еден расчекор помеѓу она што сум или го имам или го и она што би сакал, би требало или тој рачекор доаѓа поради оваа состојба, поради оваа инфекција на завидливост. Значи споредување со другите, тоа не едно нељубовно споредување со другите. Значи завидливоста како прва алка во тој синџир е причинител на гордоста. Гордоста на егоизмот, егоизмот на суетата, суетата на лагата на желбата за уништување и така натаму и така натаму. Сега веднаш што сме тука. Тоа е таа инфекција на злото, да знаат луѓето. Точно. Сега лекот. Значи кога навлегла ова инфекција, значи во нашиот дух, во нашата личност, таа инфекција предизвикува дисхармонија или хаос внатре во нашиот ум, значи во нашиот нус или во нашиот ментал, како сакате. Тој хаос во нашиот ум преминува и врз нашиот мозок, хаосот во нашето духовно срце преминува и врз нашето телесно срце, и хаосот или слабоста на волјата преминува врз, како да кажам, сите тие потенцијални енергетски што ние ги имаме во душата и во телото. И сега тој хаос причинува дезориентација. Значи, човекот не знае каде да се ориентира веќе, затоа што тој хаос е причинител за таа состојба на само себе заборавање или непознавање. Доаѓаме до прашањето за смислата. Точно. И тоа е прашањето на смислата, е прашањето кое нас не воведува во прашањето, односно во проблемот на депресијата. Губењето на смислата на својот живот, губењето на вредностите во нашиот живот не воведуваат во состојба на депресија. Спомнав премалку
за депресијата кај помладите генерации. Тури еве ја гледам јас и со мојата ќерка која има 5-6 години ќе полни, има моменти кога она ми кажува тато мене ми е досадно. Имајте, значи на незини години она веќе чувствува досадност и е некаква состојба на празнина, на отсуство на нешто. Ајде да кажам некаков зачеток на депресивност. Так. Зошто? Затоа што баш анализирав, а тоа го гледам го има и кај многу голем процент на млади луѓе, веќе тие на млади години се заситени со голем број на информации. Значи голем број на информации, на различити начини ги примаат информации во својот ум и така натаму. Особено интернетот тука најповеќе помага и компјутерот, па и живееме во едно такво општество. Значи за брзо време некако ги изживуваат нештата и се сакаат на брзина. Нешто се трче, се треба нешто да се постигне. Затоа што самиот начин на живење денеска не програмира да бидеме такви, не притиска, за да ако не бидеме брзи, тогаш животот, односно успехот, односно кариерата, односно материјалната сигурност ќе ни побегне. Така да самиот начин на устројување на општеството е такво. И сега луѓето цело време се во брзина нешто да остварат, тоа ќе го здобијат, ќе го имат како информација во својата глава, но остварувањето на таа информација или на таа состојба не е придружено и со духовниот, со личностниот раст и развој на личност. Значи ние го полниме умот со разни информации и тие информации многу често не доведуваат до состојба на абсурд. Зошто? Ние се среќаваме, секојдневно гледаме на вести катастрофи, трагедии, неправди, економски кризи и така натаму. И сите тие нешта се забиваат во нашиот ум, во нашето обкружување се соочуваме со распаднати семејства, со апсолутно лоши меѓуличностни односи, општество кое се наоѓа во ваква или онаква криза. И внимавајте, сите овие нешта во умот, кога ќе се забијат како игли, без здрав духовен раст и развој на личноста, која не може да одговори на тие нешта, значи, тие информации почнуваат буквално како тежина да ја потиснуваат нашата личност и ја ти вие депресијата. Натисок, потисок на личноста. И особено па сега ако личноста има и плюс некои своји желби, фрустрации, приказки, фикс идеи и така натаму расчегор меѓу можностите и реалноста, и кога ќе се спојат сите овие нешта, доаѓаме до состојба на една внатрешна крајна збунетост, дезориентираност и човекот онака и од физичкиот и од психичкиот умор преплавеното чувство на внатрешна тага завлегува во состојба на црнило, на безизлез и бесмисли. И ја имаме депресијата. Но затоа тука ги имаме и духовните, ајде, со модерен речник кажано, алатки, односно темелните вредности и моралот. Најбитно е сега, ја не знам како нашите колеги психотерапевти, психолози, така натаму, може би до некаде сум запознат, но добро, тоа сега сепак они ќе си говорат за тоа. Сигурно. Значи, еве конкретно јас говорам од искуството на нас. Не, простите, затоа што се вели дека и коренот на некој депресија е токму тука, во недостаток на темелни вредности, во се уште невоспоставените репери за тоа. Тие темелни вредности кај треба да ги воспоставиме? Треба да ги воспоставиме во личноста на човекот. Значи, првата и од можеби првенствена задача на секој духовник, на секој свештен лице е кога ќе му дојде таква личност да се потруди да ја разбуди таа личност. Значи, да го најде начинот, за секоја личност има различити клучеви. Сега не може да се каже дека имаме исти клуч за сите. Сите сме посебни. Да, ние сме сите посебни, значи за сите имаме посебни клучеви, но духовното искуство особено е многу битно. Значи, самото предание на православната црква ни вели, значи, оној кој сака да се занимава со овие нешта, пред се и над се, треба и текако да има здрав духовен живот. Односно, самиот тој да ја живее сериозно својата вертикала, своето духовно очистување, своето духовно зрење. И се значи, и преку тоа искуство, преку искуството на своето духовно зрење, и преку искуството на останатите, кои ги примаме преку разговори, книги и така натаму, кој ќе ни дојде личност пред нас, со таков и таков проблем, значи, особено ова со депресијата, ние, основната цел ни е да ја разбудиме таа личност. Односно, да ја помогнеме на таа личност да стапи во разговор, во диалог сама со себе си. Затоа што многу често ми се случувало, кога ќе дојдат таков тип на луѓе, гледам тело околу пред себе, но личноста не можам да ја допрам. Личноста како да се скокулила некаде во некој ќошче, во некои тие внатрешни
простори на неговото битие и мораш полека тоа уплашено човече, збуткано тамо во некое ќуше, полека да го влечеш со голема љубов, со голема доверба, со голема жртва, да ја стекне прво состојбата на самодоверба. Точно. И стокнувајќи состојбата на самодоверба, тогаш почнува таа личност сама себе си да се прифаќа. И тогаш веќе почнуваме и да верува дека може да биде поинаква, подобра. Да може да ја осети внатрешната сила. Значи, кога ќе се разбуди личноста, кога ќе излезе таа состојба на згмеченост, бутнатост и така натаму, веќе почнува да стапува во контакти со својата душа и со своето тело и почнува енергиите од своето тело и својата душа да ги чувствува. Кога човекот е во депресија и збуткан, односно кога личноста е во депресија и е збуткан во некој ќоше, почнува тие контакти со енергиите на своето тело и својата душа да ги губи. И сега треба повторно, значи, да го доведеме тој човек во таа состојба да биде свој на своето и да почне сами од себе си да се прифаќа како битие. Сега, значи веќе кога ја поминеме таа фаза, одиме на она следна фаза. Значи, ти, човеко Божи, си влегол во оваа ситуација поради тоа, затоа што си го избрал ова за вредност, а тоа не е вредност, просто некој те излажал. Сега треба да си направиш севкупно превреднување на твојот живот. И тука почнува, у суштина, внедрувањето на оние што ние ги нарекуваме вистински вредности. Односно, тој процес на духовен раст, на духовен развој, на усовршување на личност. Односно, она што нашиот Творец ни го открил како процес на овистинување, олюбовување, оличноснување, стекнување на вечност и така натаму, тогаш започнува тој процес и личноста доколку е сериозна во прифаќањето на тој процес, полека почнува веднаш после првиот, вториот или третиот чекор да ги гледа плодовите од тој процес, од тој начин на живење. Некаде во духовниве книги прочитав дека депресијата е и недостаток на љубов во срцето. А основната енергија, основната движечка енергија на нашето битие е љубовта. Пошто што е љубовта? Љубовта е основна, без неа нема ништо, пошто таа е таа сила, таа дејственост, енергија, тоа е тоа. Пошто кога немаме љубов, тоа значи дека ние немаме контакт сами со себе си. Да, а љубовта е и определба да правам добро. Вака, кога ќе дојде човек до таа состојба да се има сами од себе си и кога е со себе и во себе, кога ќе се центрира, тогаш тој ја осеќа и таа дејственост или таа енергија или таа сила во своето битие, која е љубов. И таа сила него му помага полека да се хармонизира, да влегува во доброто. Значи, односно таа сила, таа состојба му помага да ги уништува во себе си тие синџи, алки на злото. Љубовта, значи му помага, таа е таа сила, значи тоа како огин, буквално му помага на човекот да почнува во себе да го гори егото, да ја гори суетата, да ја гори состојбата на само себе. Да, тоа е состојбата на грев да ја гори во себе. Или да го допреме гревот. Како го дефинираме денеска гревот во контекст со депресијата? Па најсуштински кажано, онака како што е дефинирано од светите оци на црквата, грев е промашување на целта. Всушност човек се нашол во таа состојба на внатрешно затемнување, затоа што се промашил сами од себе си и го промашил она што требал да го оствари како цел на својата личност. Затоа што цел и основна смисла на нашето постојање во овој свет од нашиот Творец ни е зададено да се стекне таа состојба на вечно битие, на вечно добро битие. Значи, ние самите да станеме добри битие кои ќе живеат во добро, кои се добри, и стекнувајќи добробитие, ние стануваме свесни за вечно битието, за вечното постоење. Сега, кога човек ова ќе го промаши, тогаш оди во темнина. Живејќи во лага, односно во темнина, во тој синџи на злото, тогаш се повеќе хранејќи се со темнина, тој однатре станува темен. Односно, живее во грев, во промашување и запаѓа во депресија, во безизлез, во бесмисла. И доколку не започне да се лечи, тука веќе, особено кога ќе завлеземе во потемните состојби на депресивноста,
тука веќе стануваат и влијанието на отпаднатите демонски сили многу силни. Затоа што во такви фази луѓето почнуваат да слушаат гласови. Значи веќе влегуваме психоза, во шизофренија, значи во по сериозни заболувања на душата. И веќе човек почнува да слуша глас кој почнува да му наредува, глас кој почнува да владее со него, глас кој ќе го отера до тој степен да си го одземе животот. Затоа што депресијата, особено посериозните фази на депресија, се само предворје кон суицидноста, кон самоубиството. Ова е секако многу широка тема, но она што, еве, како совет, би им го кажале на гледачите, сеедно, атеисти, верници. Вака, значи, кога ќе западне човек во ваква состојба, а секој плюс-минус западнува во ваква состојба, првиот чекор што треба да го направи е да ја отвори својата душа пред човек во кого има довер. Доколку има другар, другарка, пријател, татко, мајка и така натаму. Тоа е првото нешто. Да не се осамува. Значи, во ваква состојба е опасно човек да се осами. Чим ќе се осамиш, почнуваат болните, тажните, мрачните мисли да те замотуваат и да те потиснуваат и да те убиваат. Значи, веднаш стапуваш во диалог, говориш за својот проблем. Береш лекарска помош. Тоа е втората фаза. Сега да не зборам, мислам сега. Првата фаза е за оние како да кажам, по-слабо начнатите. За посериозно начнатите, особено ако депресијата има и биолошка, односно генетска основа, тогаш се бара помош и од психијатар. И исто така се бара помош и од духовно лице, односно од духовнот, од свештеник, и особено од лица духовни кон кои се гради искрен и однос на доверба. Затоа што мора да кажам, тоа важи секаде. Значи, верниците, односно луѓето кои ќе сакаат да побараат помош, треба сериозно да бидат запознати и со личноста и со животот на тој човек. Затоа што денеска во ова време многу нешта се релативни. Так. Вакви или онакви во секоја струка. Затоа многу е битно кога некому сакаш да му отвориш својата душа, својот внатрешен човек, сепак да знаеш во каква духовна состојба е тој човек. Дали тој човек има здравост во себе си за да ја прифати твојата болка, или тоа е во темнина, па со твојата темнина ќе прави манипулација, па да те однесе во уште поголема темнина. Јас вчера баш имав една таква средба, кога една личност ми дојде во црква, јас сум во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир, сега која имала таков проблем со депресија, со некои плюс други додатоци, одела кај некои проблематични личности, така натаму, кои тотално и го свртеле умот, дека има магија, дека има ова, дека и прави ова, дека незината мајка е основниот причините за незината несреќа, а она со мајката има добри однос, па се чуди се по која логика, и тотално во една хаотична состојба дојде. И сега, мене неколку дена ми требаше таа личност да ја доведам во состојба да почне нормално да го користи својот ум, пошто незиниот ум беше исполнет со отров, со токсини од овие разни проблематични луѓе. Затоа треба многу да се внимава кај кого се оди. И затоа никако кај бајачи, кај гатачи, кај сите тие што занимаваат со такви работи. Тоа е ако сакат по тој пат, тогаш ќе завршат или во државна болница, или во државна, или во Бардовци, или ќе дојдат на крај кај нас и место да почнеме, например, од некое полесно заболување со депресија или така натаму, треба сега да почнеме многу посериозно да лечиме личноста и така натаму и така. Значи, сакам и ова да го кажам, дека еве конкретно во нашата црковна општина во Свети Ѓорѓе, ние започнавме 2 програми за работа. Прво со верниците имаме една програма која се вика да живееме како црква, да живееме како заедница. Пошто денеска на човекот на 21-виот век му треба да припаѓа некаде. Да има луѓе кои му се сродни по дух, по личност, по светоглед и така натаму, кај што ќе се отвори својата душа. Пошто онака кога ќе се изолира, кога ќе падне сам во масата, во групата, депресија да стане уште поголема. Значи тоа е едната програма. Во рамките на таа програма ние правиме едукација, значи како тоа функционира тој заеднички живот, и ако даде Господ и со него благослов, се надевам дека од септември месец ќе започнеме со уште една програма, тоа е училиште за животот. Значи самото училиште за животот има за цел личноста да ја научи да живее и да ја разбира смислата на своето постоење, својот живот.
да го разбере што прави во овој свет, зошто животот што ни е даден од Творецот го имаме во овој свет. И на крај видиш врвот на таа ука во училиштето за животот е да се изгради тој реален љубовен однос помеѓу Бога и таа личност и помеѓу личноста со другите личности и помеѓу личноста со овој свет, односно ќе ги отвараме тие еколошки проблеми. Пошто луѓето денеска, како последица на своето отпаѓање од Бога, како последица на својата алиенација, отуѓување и завлегување во егоизмот и во сите нешта кои се плод на егоизмот, ние уништуваме природата околу нас, па природата сега ни враќа со тоа што ни враќа, така натаму и така. Гледате колку се работите врзани. Јас ви благодарам за разговорот. Почитувани гледачи, ова беше отец Ивица Тодоров. Зборувавме за депресијата, односно како до духовното здравје, а мислам дека не треба никогаш да заборавиме дека ние, освен што сме телесно, психично, сме и духовно суштество. Така што духовната сфера е многу битна и треба да ја посветиме внимание.